Назад се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и она што следува во продолжение почитувани е за сите вас љубители на домашните миленици. Ке зборуваме за негата и хигиената на домашните миленичиња или популарно во последно време наречено груминг. Исто така ке ве потсетиме и за оној Pet Fest кој што ќе се случува веќе утре на 17 септември во градскиот парк во Скопје. А ова утро на моја голема чест и задоволство наши ваш гостин е господинот Илија Петковски, слободно можам да кажам несуден ветеринар. Него животот уште пред 20 и повеќе години го носи надвор од Македонија и завршува, односно дипломира и магистрира на факултетот Сорбона во Париз и подоцна тоа е од одсекот геологија и подоцна работи во својата област од геологијата, работи во Париз и во брегот на Слоновата коска. Меѓутоа по 20 години работа надвор од Македонија, се враќа тука во Македонија и работи на она што е негова прва љубов, а тоа се домашните миленичиња, односно средно училиште има завршено во ветерина и работи како грумер, односно го отвара својот салон за груминг, односно за нега и за хигиена на домашни миленичиња, на кучиња поточно, наречен како Туту груминг. Илија, добро ви утро. Добро ми дојдовте во утринската програма. Јас кажав на почеток за вашата биографија. Вие, значи, бевте надвор од Македонија, работите сосема нешто друго, односно магистриравте и дипломиравте на Сорбона, сосема нешто друго, геологија. Да. Тоа ми е патот така ме однесе на вистина, значи јас од секојаш сакав да отидам надвор, да имам нови искуства и сите млади е убаво да отидат, да имаат некој искуство, дали е тоа летна школа, дали е тоа подолг период на студии, дали е тоа работа. Значи не е воопшто трагедија за една држава како Македонија да мисли дека и заминува кадарот, дека и заминуваат младите, затоа што тие треба после да се вратат, затоа што секогаш е добро да се направи тоа искуство. Јас многу французи запознав што исто така биле имали искуства во други земји, во други држави, поразвиени или помалку развиени од нивната, се вратиле потоа и се поинакви луѓе. Верувајте, значи сите. Вие сте еден од тие кои што заминавте и кои што повторно ни се вративте овде во Македонија. Дипломиравте и магистриравте геологија. Каква наука е геологијата? Геологијата е наука за планетата Земја, општо и за другите планети исто така. Значи го изучуваме функционирањето на планетата Земја, поврзана е, тоа е природна наука, значи поврзана е со математика, со хемија, со физика секако, и поврзана е со градежништво, поврзана е со најновите технологии од телефони и така натаму, минералите, значи кристалите. Геологијата е едно од основните, да кажам, фундаменталните, таму се изучуваат науки природни, кој што за жал малку е застапена во Македонија, но мислам дека се повеќе ќе биде застапена затоа што индустријата е рударството, например, е првата гранка во Македонија која што е поврзана со геологија, меѓутоа има многу и други дејности кои што се поврзани со геологијата, можеби не се доволно развиени во Македонија. Вас љубовта кон татковината ве враќа назад по цели 20 години, студии и работа во Франција и во брегот на Слоновата коска. Почнувате да работите она што е ваша прва љубов, а тоа се кучињата, домашните миленици, бидејќи завршувате средно училиште ветерина. Затоа и реков на почеток несуден ветеринар. Меѓутоа тоа не беше причина, како што кажавте, нели, стекнавте искуство, се вративте назад и отворивте салон за нега на и хигиена на домашни миленици. Ајде сега за почеток да објасниме што е груминг, тоа е нов збор, нов израз, нели, во овој свет, во светот на домашните миленици, а професијата е грумер. Така? Да. Односно, по едноставно, за да може да разберат гледачите, тоа е стилист за миленици. Стилизираме миленици, тука спаѓаат милениците, најчесто се кучињата кои што се стилизираат, мачки исто така, има зајчиња, има и други видови на животни кои што може да се стилизираат. Дека и дури и зајчиња се стилизираат. Да, има. Во нашиот салон ние сме исклучиво специализирани за работа врз кучиња, значи работиме само со кучиња и тоа одредена група на кучиња, тоа се малите кучиња со мал раст. Меѓутоа има други колеги кои што работат и со зајчиња, Со зајчиња и со
мачки. И со така мачки, да, кажете. многу се. Еве веќе одат фотографии можете и нашите гледачи да видат. Да, тоа е сопругата, ете првата љубов од ветерина, ми е сопругата. Така, значи вие заедно си отворате ваш бизнис, да кажам, семеен бизнис, каде што сте стилисти на домашни миленици. На колку време, односно на кучиња, на колку време е потребно кучињата да се носат на шишање, на стилизирање? Многу зависи првенствено од типот на влакното. Генерално, грубо да кажеме, има два типа на влакно. Има кучиња кои што се митерат со наводници кучешко влакно и има кучиња кои што имаат коса, која што е во литературата се нарекува коса и е многу поблиска до човечката коса отколку до ова првово влакно кучешко кое што се митери. Кога ќе ги разграничиме тие два света, може да кажеме дека првата категорија на кучиња се кучиња кои што ретко треба да се интервенира во нивната хигиена, затоа што нивното влакно е многу чисто, бидејќи има хиполитичен слој кој што се лачи, кој што го чисти влакното само и не треба да интервенираме многу, зашто може да го одмиеме тој слој и после тоа да се исуши кожата. Да кажеме, тие кучиња треба... Кучињата тие сами се митерат и не се шишаат, така нема потреба од... Може да се шишаат, меѓутоа не треба често да се бања, тоа сакав да кажам, не треба капење, значи тие кучиња, таа врста на кучиња, може таа група на кучиња, да кажеме, треба да се бања од прилика некој си на 3 месеци е сосема доволно, значи нема потреба често. Само извинете, кои раси на кучиња тука спаѓаат? Тука спаѓаат сите кучиња што се митерат, значи сибирските раси, од самоје до хаски, да, акита и така натаму, германски овчари и тоа. Втората група? Втората група на кучиња се кучињата со коса и тие се кучиња кои што се многу стари раси, меѓутоа кај нас се релативно нови, да кажеме последниве 15 на години стануваат популарни, бидејќи имаат хипоалергено влакно, не се митерат, не валкаат, нели, со многу влакна по домот и тие кучиња се француски пудлици, бишони, малтезери и ред други кучиња кои што се салонски раси на кучиња. Померанци. И померанците се во првата категорија. Тие се митерат. Затоа што видов на првата слика видов померанче и мислев дека чао-чаото на пример се митери многу за разлика од јоркширски териер, да. Тоа е тие кучиња па може да се капат многу често, доколку имате органски шампон, дури секојдневно може со вода и со малку шампонче може да се избањаат без никаков проблем и без никаква штета врз кожата и врз влакното. Тие се кучиња кои што бараат, како и нашата коса, многу одржување. Тоа значи чешлање, четкање секојдневно, длабинско, правилно, со правилни алатки, грумирање, одење на салон, значи така натаму. Едно куче, чисто да знаете, кога земаме куче, не е важна цената на кучето. Дали сме го купили или сме го вдомиле, тоа повеќе е филозофија или сопствен избор. Меѓутоа, многу е важно да се интегрира фактот дека тоа куче во неговиот животен век, доколку живо и здраво се живее цел живот и умре од природна смрт, ќе ве чини од прилика помеѓу 10 и 15.000 евра. Тоа не е за занемарување, затоа што е висока стапка и многу сопственици, за жал, се изненадуваат од фактот што треба да потрошат многу финанси, значи 2 кутии цигари на ден е еквивалентно на едно куче за одржување во поглед на храна, ветеринарни услуги, груминг и така натаму. Така да тоа не треба се занемари како факт. Колку време трае еден процес на стилизирање? Еве веќе оди и видео, може да гледачите да видат. Еве ова е се повеќе. Која раса е ова? Да, ова беше чао-чао, црно чао-чао, да. Секако дека зависи нели од расата, зависи од косата, должината на косата и начинот како се стилизира. Колку време отприлика трае и дали е исто стилизирање кога се подготвува куче за изложба или кога се стилизира еве вака за еден груминг третман класичен, хигиенски. И што опфаќа? Да, хигиенскиот груминг третман кој што е најчестата услуга која што ја нудиме, усвари кај нас е единствена услуга која што ја нудиме, бидејќи не правиме фризури за изложби. Трае отприлика
прилика час и половина до 2 часа. Многу значи. Би рекол без разлика на расата. Од прилика тоа е време трењето. И опфаќа што? И опфаќа сечење на ногти, шишење на влакната помеѓу перничињата, значи меѓу шепите, за да не се лизга куќето, за да најдеме тука многу често наоѓаме боцки, надворешни паразити, така натаму да ги елиминираме. После тоа интимните делови исто така се шишаат, овцињата се скубат на повеќето раси на кучиња, треба убаво да се искубат затоа што сосема е неефикасно чистењето на увото доколку увото е полно со влакна. Бидејќи влакната после тоа представуваат чеп, серуменот не може да излезе и настанува воспалување на уште. Најчеста причина за воспаление на уво е токму таа. Значи се депилираат и ушите исто така, после тоа се шиша целосно, според правила на раса, според можности, според како е одржувано влакното на куќето, според што очекува собственикот и така натаму, според културата на куќето на однесување, правиме значи шишање на телото и стилизирање на главата. И стигавте како бањање, така? Да, извинете, тоа е. Да. Бидејќи видовме и на куќето се бања, поможно со органски шампони. Исто така зависи многу од текстурата на влакното. Ние кај нас прво ги бањаме кучињата, ги фенираме и после тоа ги шишаме. Така, и стига се чешла, се расчиткува. Се чешла, се фенира, да. Трае постапка долга е, да. Долга. Има ли интерес за оваа професија и дали постои кај сопствениците на домашни миленици груминг култура? Да, постои. Ние бевме на обука во Париз и кога се вративме во Македонија, искрено не знаевме што да очекуваме, бидејќи беше нова професија за нас, нов живот. Почетници, така да кажеме, тогаш, пред 6 години почнувавме во професијата и во тој момент не знаевме со што ќе се соочиме искрено, меѓутоа свативме дека многу голема култура има кај сопствениците во поглед на грумингот, во поглед на очекувањата од грумингот исто така и во поглед на одржувањето домашно на влакното. Многу е битно дома да се одржува влакното за да биде после тоа успешно куќето и неговата фризура или замисла. За здраво влакно зависи што? За здраво од здравата храна, од начинот на чување, многу така? зависи, да. Храната зависи многу, начинот на чување, дали куќето е постојано во природа или не, типот на влакното нормално, или сега разговараме повеќе за кучиња кои што имаат коса, кои што се шишаат. Многу е важно да се одржува влакното, зборам во поглед на чистење, елиминација на тие заплетканици кои што почнуваат да се формираат и доколку се занемарат, се шират и стануваат буквално како суканици, мора многу кратко да се шиша куќето. И е болно за него и така натаму. Например, кај нас има некој парадокс кој што им беше и чуден и на французите кога бевме на обука пред 6 години, кога бевме кај французинката на обука Фредерик, која што не обучуваше, таа се чудеше дека кај нас има сезони на шишење, затоа што нема логика. Така? Ете, да. И тоа и беше многу чудна предпоставка, при вашата предпоставка оди во таа насока, затоа што кучињата имаат голема потреба од грижа на влакното зимскиот период, а не летниот. Затоа што во зимскиот период има многу голема влажност на воздухот, валкани се улиците, посебно мислам во Скопје. Има потреба од одржување, доколку се заплетка, имаме ние и ладни зими, на куќето многу повеќе му студи доколку има огромна бунда на него, а фактички е целото со заплетканици, таа воопшто не го штити, подобро да е кратко, ама добро исчешлено, отколку долго, а целото запуштено со заплетканици. Погрешни се тие мислења дека доколку има тоа е некој стереотип, што постои многу погрешно е да се мисли дека во зимскиот период треба да им се остави долго влакно и дека тоа влакно треба па и по цена да не биде толку добро одржувано, да се остави или поретко да се бања ќе настинало и така натаму. Од груминг салон кога искаче. Или што кажавте дека има навистина груминг култура кај нас, значи сопствениците си ги носат своите домашни миленици, сепак се грижат како што треба. Сосема на крај, бидејќи сме ептен кратки со времето, да споменеме она што вие имате на вашата мајчка, тоа е Pet Fest. Ние веќе имавме и прилог на почеток, меѓутоа и вие сте еден од организаторите на
она што ќе се случува утре. Ајде сосема накусо еден повик до сите љубители, само накусо што ќе се случува утре во градски утре е парк. многу интересен настан. Се собравме повеќе луѓе од различни професии, со различни енергии, со различни ентузијазми. Влеговме во оваа приказна. Една година го спремаме. Најголем настан во регионот ќе биде на тема миленици. Значи, децата пред се ќе може да уживаат, има ликовни качења, има милион работи на petves.mk, може да се прочита што се содржи програмата, тука немаме време да ја образложуваме. Меѓутоа ќе бидат моменти каде што ќе има забава и за помладите и за постарите, и низ таа забава едукативно ќе се пренесат и ќе се представат многу професии кои што се околу милениците, бидејќи има многу луѓе што работат професионално со миленици, кои што живеат, цели фамилии кои што живеат од одржувањето и негата и така натаму на тие миленици. И сега ќе се представат сите тие производители, фирми на различни производи и начини и услуги кои се во насоката на добробитот на милениците, дивиот свет, Македонско еколошко друштво. Значи, навистина има целосна палета на Само да кажеме дека започнува во 11 часот и ќе трае до доцните вечерни часови. Сите љубители на миленици и цели семејства можете да дојдете и да уживате во градскиот парк утре во 11 часот. Или е благодарност до вас и за тоа што бевте ова утро заедно со нас.